Драги пријатели, еве не тука пред вас повторно да позборуваме за она кое што ќе биде практично во првиот дел. Ќе има два дела, како и секогаш ова трибина. Во првиот дел ние ќе ги објасниме нашите политики досега и понатаму што ги планираме, а во вториот дел ќе ве вклучиме вас да може да поставувате прашања. Како што кажав, ова е дел од нашите редовни трибини што најмалку еднаш годишно ги правиме во ваков состав во сите поголеми места во Република Македонија. Ние по доаѓањето во владата во септември 2006 година спроведовме нови политики во економијата кои што претходно ги објаснивме за време на изборите во 2006 година кон граѓаните. Тие политики, помеѓу другото, подразбира намалување на даноците во државата и давачките кои што граѓаните треба да ги даваат како даноци и придонеси. И ние така и започнавме. Ги намаливме даноците за данокот за добивка од 23%, 18% и 15% на 10%. Го намаливме персоналниот данок на доход од 15% на 10%, односно персоналниот доход беше од 20, 18 и 15 на 10% и данокот на добивка од 15 на 10%. Намаливме многу ставки кај ДДВ-то, од 18 на 5%, меѓу кои што беа и земјоделските репроматеријали и сировини, компјутерите, здравството, лековите, транспортот и уште многу екзистенцијално важни сектори за граѓаните на Република Македонија. Со тоа, Македонија стана држава со најниски даноци во Европа. Ниту една држава во Европа, ниту тогаш кога ги воведовме, ниту сега, нема пониски даноци. Дополнително, во текот на 2009 година, за данокот на добивка донесовме уште една законска одредба, со која што сите оние компании, предпријатија, кои што нема да го дистрибуираат, нема да ја дистрибуираат добивката во дивиденда и ќе ја задржат во компанијата, данокот на добивка им е 0%. И околу 70% во Македонија фирмите го користат ова, не ја дистрибуираат во дивиденда и користат можност за плаќање на данок на добивка од 0%, односно немање данок на добивка. Тоа се најлибералните даночни политики во Европа. Се случи да Светската банка, која што е институција во светот, која што еднаш годишно ги рангира сите држави каква бизнис клима имаат, во 3 години поред да не стави во групата на најуспешни реформатори. Па така, во 2007 година бевме 4 најдобар реформатор во светот. Во 2008 бевме 18 најдобар реформатор, а во 2009, иако беше исклучително кризна година и година во која што не беше лесно да се спроведуваат реформи, Македонија од Светската банка во незиното еднаш годишно издавање на таа ранг листа во Doing Business беше прогласена за трет реформатор во светот, во економијата и во условите за креирање на добра бизнис клима. Покрај ова, во овие 2 години ги дуплиравме странските, зборувам 2007 и 2008 до почетокот на кризата, ги дуплиравме странските директни инвестиции. Преходно, година со највисоки странски инвестиции беше 2000-та, кога дојдоа значителен број на странски директни инвестиции. Или пак години во кои што имаше продажба на некој монопол. Во 2007 и во 2008 година, без продажба на ниту еден државен монопол, Република Македонија донесе двојно повеќе странски инвестиции отколку во било која претходна година. Истовремено, во овие 2 години, извозот во Република Македонија порасна за цели 60%. Никогаш претходно во Македонија сме немале ситуација за 2 години да го зголемиме извозот за 60%. Во овој период, Македонија ги достигна највисоките стапки на развој во историјата на државата од независноста до денес. Во 2007 година, растот на економијата доживеа историски највисок подем од 5,9%, значи околу 6% раст. 2008 година во која во последните 3 месеци почна да паѓа економијата, растот беше околу 5%, што значи втор поред
висок раст во историјата на Република Македонија. Преходно, највисок раст Македонија забележа во 2000 година, кога растот беше 4,6%. Во овие две години имавме 2007 и 2008 највисок раст, прв највисок и втор највисок раст во историјата на државата. Ке ве потсетам исто така дека во тие две години, 2007 и 2008, неколкократно се зголемија пензиите на пензионерите и платите во јавниот сектор. Пензиите на пензионерите од моментот од кога ВМРО ДПМН дојде на власт до денеска во неколку наврати зголемувани се зголемија во просек за 3,5 години, во просек за 30%. Никогаш преходно во Македонија немало зголемување за пензиите за 30% во просек. Велам во просек затоа што тие што имаа највисоки пензии во таа така наречена прва или трета категорија, кај нив малку помалку ги покачувавме пензиите, а во оние што имаа најниски пензии, што са најголем број на луѓето во Македонија, со поголема стапка ги зголемувавме пензиите, за да можеме што побрзо да ги доближиме и да нема преголема разлика, како што имаше претходно. Така што, тие што имаа најниски пензии, пензиите им се зголемија не за 30, туку за 38%. Иако имавме исклучително кризна година, просекот е толков колку што го кажав. Да не беше кризата, веројатно ќе имавме нешто повисоко зголемување на пензиите. Паралелно на тоа, во овие две години, јавната администрација на два пати и беа зголемени платите за 10%. 10% во 2007, 10% во 2008 година. Тоа создаваше и создаде притисок и на приватниот сектор, и тој помалку да почне да ги зголемува платите, и некаде имавме зголемување на платите и во приватниот сектор, како притисок на зголемувањето на платите во јавниот сектор. Се на се, ќе кажам, дека овој позитивен тренд ќе беше многу посилен и многу повеќе ќе го почувствувавме како граѓани на Република Македонија, доколку во октомври 2008 година не ни се случеше светската економска криза да навлезе во Македонија и како со нож да го пресече развојот кој што беше започнат. Ние преземавме 3 пакети на антикризни мерки. Во првиот пакет, една од нештата што беше намалување на царините за репроматеријали. Исто така во тој пакет беше намалување на данокот на добивка на 0%, што го спомнав преходно, за оние компании кои што нема да ја поделат дивидендата. Во тој пакет имаше и мерка со која што им се помогна на околу 3000 компании и фирми во Македонија, кои што беа влезени во сериозни потешкотии со долгови кон државата, и им се даде репрограм на долгот и опростување на еден дел од долгот. Во оваа група беше и намалувањето на данокот на земјоделците за 80%, онака како што преходно бара земјоделските здруженија од владата. И со тоа, земјоделците добија најниски даноци во историјата на постоењето на оваа држава. Преземавме и трет пакет на антикризни мерки некаде летото минатата година, а ќе имаме уште еден, иако помал пакет со кој што ќе помогнеме на македонското стопанство, затоа што оваа година, иако е година во која што кризата почнува да поминува, почнува да се повлекува бавно, но сигурно. Со овие антикризни мерки и политики на владата, Република Македонија ја заврши годината со пад од само минус 0,6% на бруто домашниот производ, што е трет најдобар економски резултат во Европа во 2009 година. Трет најдобар економски резултат во 2009 година. Македонија успеа да ја помине најтешката криза во последните 80 години, без отпуштање во јавниот сектор, без намалување на пензиите, без намалување на платите во јавниот сектор и без девалвација на нашата валута. Нашата валута и покрај многу шпекулации остана стабилна. Почитувани, девалвација на валутата, за оние кои што подзаборавиле од времето кога се распаѓаше Југославија, значи директно осиромашување на граѓаните. Тоа значи во денари ги земате истите пари како плата, а кога ќе отидете да купите девизи, ако ви се потребни, добивате многу помалку од